Здраво и добродојдовте во празничната атмосфера на Слободен печат и во склоп на нашиот серијал ќе ви представиме еден интересен гостин кој доаѓа од срцето на Македонија, водител и член на невладината организација Преспа Колинг, подкаст кој истражува богата култура, а историја и секакви гости и приказни од Преспа. Нашиот денешен гостин е Горан Чуруковски. Здраво, Горан. Здраво, Агнеса. Ви благодарам што не поканивте во вашава реакција Слободен печат, затоа што ние сме, да речем, нови во оваа работа, да кажем, во организирање на тие подкасти, али сме можда први во Македонија кои обработува теми од локален карактер и се занимаваме само со презентација на вредностите и животот во Преспа. Така, токму и нашиот серијал има намера да ги промовира овие убави вредности и луѓе кои се трудат да направат некоја промена во општеството. Кажете ми, како дојде идејата за Преспа Колинг? Сакам да ги споделите тие почетоци за приказната и за создавањето на тој подкаст. Агнеса, значи, Преспа, да не речам, беше изолирана, па малте не може 20 и кусур години, беше изолирана од телевизија, радио, вестник, значи сите тие работи беа изгаснати, радиото веќе не постои, вестникот се печатеше едно време, Преспански вестник, и него го нема, телевизија не сме нимале. Луѓето беа желни за една ваква емисија или за ваков еден проект да не само да учествуваат, да кажем, на подкастите, него и да ги изразуваат своите ставови, своите идеи. И првенствено нам ни беше идејата тоа фактички ние да го направиме заради вредностите што ги поседуваат луѓето во Преспа. Бегавме од онај карактер, да кажам, политички, една, друга, трета страна, значи сами вложивме средства со мојот пријател Тони Леко, за да имаме слобода во изразувањето, за да го промовираме граѓанскиот сектор, за да ги промовираме граѓаните. Затоа што имавме некоја идеја кога се зборувавме дека малце ни се изместени работите, не се правеше разлика на вистинската вредност и кичот. Знаете како, не е битно човекот колку го бива, колку сака да даде, да допринесе, него треба да си негде припадник на некоја си партија или на не знам што таму здружени. Овај граѓански сектор нам ни понуди, овај подкаст нам ни понуди да ги повикаме младите. Најмногу, да кажем, имаме позитивни критики од младите, од средношколците, сакаме да им принесеме тие да бидат главни во тој подкаст, тие да си ги даваат идеите, тие да си ги кажуваат и проблемите и решенијата. Оти немаат простор нигде тоа да го направат. Така, и верувам дека нема некој друг медиум во Преспа. Нема ни еден, значи ние почнавме тоа, сега дај Боже да има 2, 5, 8, значи. Така. Кажете ми, зошто се вика Преспа Колинг и дали има некоја подлабока символика и значењето позади името? Агнеса, Преспа Колинг или Преспа повикува, самиот наслов повикува, ги повикуваме ние сите, да кажем, што се по род, по крв, преспани, кои можат да допринесат, да дадат квалитет, решение, идеја. Затоа беше Преспа Колинг, како наслов. Што ве прави толку посебни? Сакам да започнеме за почетоците и кој беше ваш прв гостин и како го започнавте? Кога го започнавте овој подкаст? Па, требаше да го започнеме летото, ама имавме проблеми технички, значи морам отма да кажам дека ние јако сме невладина организација, значи помош не сме добиле ни од невладина, ни од владина, ни од никого, значи со сопствени средства. Значи само иницијативно. Сега, пошто малци лаици неуки во таа дејност, имавме малци некои технички проблеми, ама затоа е добро да се соработуваат со младите, многу ни излегува во пресред, ни ги решија тие проблеми, да кажам, од технички карактер. И почнавме, да кажем, сега сме 25, значи негде околу септември, мислам дека беше почетокот, крајот на септември или средината на октомври. И емисиите воглавном ни се со луѓе кои оставиле некаков печат во Преспа,
За среќа имавме првата емисија имавме гостинка која работела и живеела цел живот во Скопје, но печатот ни беше малце да ги запознаеме младите со онаа стара чаршија во Преспа, со животот, со серенадите, со кога луѓето се дружеа, кога имаше диско, кога имаше игранки, али печатот наизин беше дека никогаш не заборава Преспа, па дури и вложува, си ја направи куќата, па како пензионерка доаѓа се тука и како индивидуа, значи даде еден допринос да каже дека каде и да се Преспани, а ги има фала Богу секаде, не смеат никогаш да ја заборават Преспа и треба колку можат, значи да вложуваат во Преспа. Тоа ми беше како иницијатива. Верувам дека ова вреди и за другите нели граѓани, не само како тие од не? Преспа, бидејќи убаво да се информираат и да дознаат повеќе, не е само нели за јаболките колку што се Не, најмалку за јаболките, мислам имавме и за тоа овај емисија, како е да бидеш еден земјоделец кој навистина фамилиарно е посветен на земјоделието и од тоа живее, од тоа ги храни децата, да речем фамилијата, од тоа ги школува. Ама ние значи сакаме тука на пример дадовме допринос да кажеме дека еве оваа година на пример била добра за преспанските јаболкопроизводители, ама тоа не било случај да речем 10 години уназад. Значи луѓето имаат проблеми. Па сега се кажуваат тие проблеми на кој начин би можел да се решат. Гостинот на пример ќе даде своја визија, ќе даде свој напредок во развојот на да речем на овоштарството, што прави како. Значи има повеќе работи кои разговараме со гостите, али пак ќе речем пред се да ја унапредиме Преспа, значи да направиме нешто што ете ќе дадеме некој допринос во сите сегменти, најмногу гледаме тоа да биде културата, туризмот и екологијата. Колку луѓе ве има во Преспа Колинг? Не има многу, ама секој ден сме побројни. Не има многу, али оти гледаме да бидат ентузијасти оние луѓе кои стварно нема да се жртвуваат, ќе се жртвуваат во смисла сакаме да го развиеме и начинот на волонтирањето, затоа што тоа е непознато, да кажем, во Македонија, многу ретко тоа. Јас еден пример им кажував дека во Холандија на пример еден музеј за да се од отварањето до посетата на тој музеј во годината волонтираат 3000 холанѓани од тоа место волонтираат за да тој музеј изгледа полно, за да бидат пречекани гостите, за да им се објасни зашто се работи, како се работи. Тоа е кај нас незамисливо, али ние правиме чекор и сакаме да дадеме допринос и за таа форма на работа, како волонтирање. Верувам дека почетокот секогаш е тежок. Да. Но полека ќе порастете. Каде може да ве најдеме? Каде може да го слушнеме вашиот подкаст? Значи само на Преспа Колинг на YouTube. Сега за сега имаме по еден подкаст во неделата, тоа е во среда, терминот е 9 часот. И одиме во живо нормално, после можат на YouTube каналот исто Преспа Колинг да го побараат, да го изгледаат подкастот, али во живо одиме само во среда во 9 часот сега за сега. Но планираме на пример тоа да бидат повеќе денови, па дај Боже ако треба и секој ден да правиме емисии, колку можеме. Имаме многу извори, имаме многу луѓе, имаме многу теми за развој, така да ќе зависи сега многу да кажем и од, не знам, време во што престои да видиме. Тој одзив многу ни е битно, да не заборавам да кажам, а пред се ние со овој подкаст ние сакаме да дадеме простор на младите во Ресел, во Преспа и да правиме една, да речам, политика, самите младинци, тие средношколци и луѓе за кои останува утре Преспа, да бидат и сниматели, и водители, и режисери на самиот подкаст, да си ги даваат нивните предлози, да си ги даваат нивните решенија, да си ги решаваат нивните проблеми или да ги даваат, значи, знаете како, кога е на екран, кога е на емисија, тие ќе останат за навек. Утре ќе се сеќаваат дека ќе имаат печат. Ќе имаат печат, баш тоа, ќе имаат печат, ќе се сеќаваат дека ете тие тоа го кажувале, ете тоа се остварило или не се остварило и така натака. Така, супер. Кажете ми, кои се според вас најинтересните теми кои ги третирате или пред се културата, значи за нас за Преспа Колинг културата, туризмот. Бараме некако
Останавме како црна дупка, например, покрај Охрид. Сега јас ако ви кажам дека до 90-та година во Преспа идеа повеќе холанѓани него во Охрид, вие нема да верувате, затоа што навистина беше така. Имавме едно Тешево со 7 хотели, горе уште 4 или 11 негде, значи капацитет еден голем. Тоа кога светеше од другата страна на Преспа изгледаше како Монте Карло да го гледате. Значи уредено, направено, се е сега пак е до нас, значи ние успеевме за 30 години да уништиме нешто што го имавме пред многу европски држави, уште од, да речем, од бивша Југославија на панавака. И ние сакаме таквите работи да некако да може да се обноват во Преспа, да бараме, викаме во ресен чаре, да бараме чаре. Значи културата, туризмот и екологијата, посветуваме многу внимание за екологијата, затоа што знаеме дека јас на пример по некои селски атари тамо кога се движам со луѓе мои и гледаме на многу места гледаме буквално ѓубришта. И јас секогаш им викам, па ова не ни го фрлија ни американците, ни кинезите, ни русите. Ова ние сме си го фрлиле, треба да си го собериме. Значи да допринесеме малце на едно ниво, да крениме што викаат овие свеста да ја подигнете на граѓаните. На граѓаните да едноставно знаат дека тоа ѓубре фрлаат и по предокот и за утре за детето нивно. Значи не смееме тоа да си го дозволиме во 21 век. Така. Кажете ми, која е најважната работа што сакате да пренесете преку овој подкаст, не само во Преспа, туку генерално во регионот од Македонија, исто така и од луѓето од Преспа кои живеат надвор и сакаат да ги информираат, да ги едуцираат нивните деца, да се поблиску до нивниот роден. Најважно ни беше да го отвориме подкастот како локален проект. Така ни беше, да речам, во главата. Сега да не се налути некој, ама сега од Скопје преку Скопје, од Охрид преку Охрид. Значи, ние сакаме да бидат, да се лоцират локално проблемите и да почнеме и локално да ги решаваме некои работи, затоа што, например, ние имаме проблем во, да речем, Домот на културата во Ресе. Сега, тамо се измешани некои работи. Нешто потпаѓа под локалната власт, нешто потпаѓа под Министерство за култура, не знам под... Значи, не се знае што се вика кој е стопано. Значи, ние сакаме тие објекти некако, ако е можно, да се останат, да се развиваат од локалната власт, а ние, да речем, како невладини, не само ние, и сите други, да помагаат во тој сектор, во културата, да го крениме тоа ниво, па да се одржува тоа, да се посетува и да го имаме. Такви ни беа плановите, значи локално да интервенираме и да локално даваме идеи и локално проблемите да ги решаваме. Така ми беше замислата. Супер. Навистина прекрасна иницијатива и ви благодарам, господин Чурковски, што гостувавте на Слободен печат. А секако, драги гледачи, вие продолжете да не следите на Слободен печат и среќни празници.